Пред околу 10 години се појавуваат првите потемелни студии за тоа кои се најголемите извори на загадување на воздухот во Скопје. Најголемиот загадувач се домаќинствата со 32%, потоа сообраќајот со 20%, прашината создадена од уличната прашина и прашината од градични активности 19%, индустријата 18%, сулфатни соли 7% и нитратни соли 2%. Ова е официјална студија од Финскиот институт за метеорологија. Нецела година подоцна студија објави UNDP. Тоа истражување покажа и дека половина од домаќинствата во Скопскиот регион се греат на дрва. 360 степени низ годините во неколку наврати ги анализираше податоците на студиите. Водечка меѓу општините е Чучер Сандево, во која дури 98% се греат на дрва. А по неа е Сарај, со 94%. Ова е помало зло, во секој случај, од јагленото или дрвото. Дефинитивно е утврдено дека согорувањето на овие горива за загревање предизвикува емисија на штетни супстанции. Во 2022 година уште еднаш беа прецизно лоцирани изворите на загадување. Во истражувањето направено од лабораторијата Амбикон при Универзитетот Гоце Делчев, согорувањето на биомасата има удел од 33% на годишно ниво, загадувањето од сообраќајот е 18 до 23%, а согорувањето на нафта и мазут достигнува 5 до 12%. Што преземаат институциите, ако речиси 10 години е јасно дека првенствено домаќинствата, а потоа и сообраќајот и индустријата се најголемите загадувачи на воздухот во Скопје. Минусни температури и загаден воздух. Вообичаен ден за Скопје во зимскиот период од годината. Иако мерните станици на Министерството за животна средина деновиве регистрираат надминување на граничните вредности на PM частичките во воздухот, тие не се толку високи за да се воведат интервентните мерки. Таква ситуација во Скопје зимава имаше десетина дена пред новата година. Во тие денови Министерството за животна средина издаде препораки за ослободување од работни обврски за бремените жени и хронично болните лица, забрана за спортски надпревари и културни настани на отворено. Во денови на екстремно загадување се препорачува и забрана за горење на отворено, засилени инспекции на индустриските капацитети, проверка на градилиштата и контрола на техничката исправност на возилата. Овие мерки стапуваат на сила ако има надминување на вредноста на PM частичките од 150 микрограми на метар кубен во 2 последователни дена. Но што преземаат институциите на долг рок? На државно ниво, владата има донесено план за чист воздух од 2024 до 2030 година. Прва цел, како што се наведува во него, е намалување на емисијата на честички од домашни ложишта. Решението е, пишува, изградба на когенеративни гасни централи, продажба на квалитетно огревно дрво за домакинствата, топлински пумпи и котли. Докаде исполнувањето на мерките и кои се ефектите? На почетокот на разговорот, ресорниот министер Муамед Хоџа, кој беше назначен на функцијата пред само 3 недели, се фокусираше на акцискиот план со краткорочни мерки. Тој е донесен во октомври и трае до март, за време на грејната сезона. За спроведување на тој акциски план со краткорочни мерки се активирани, односно се ангажирани, задолжени не само Министерството за животна средина, туку и сите други институции кои функционираат во нашата држава, вклучувајќи тука и единиците од локалната самоуправа. Мерките од акцискиот план за кој зборува Хоџа се насочени претежно кон засилени контроли во индустриските капацитети, градилиштата и возилата. Но дел од мерките се вбројуваат и во 6-годишниот план за чист воздух. Таму е наведена изградбата на гасните централи. Да се работи и има надлежни институции во рамките на системот кои работат, се предвидува во тој план, во тоа програма да се направи газификација на урбаните средини, каде ќе може да се бидат поврзани со газ, што влијателно ќе влијае и со намалување на загадувањето. Имаше дел од мерките беа замена на огревно дрво, квалитетно дрво.
Дали и таква мерка Тоа мерката се спомнува во програмата. Во програмата се предвидува значи газификација на тие урбани средини, истовремено продолжување на субвенционирање на инвентер клими, каде ќе се, како што и веќе јавноста е информирана, се менува тие печките по домаќинствата, се разгледува и по различни програми да се менува системот на грење во домаќинствата и со топлинските пумпи, каде што со разни програми ние или државата би се субвенционирал околу 30% по домаќинства. А докаде е степенот на исполнетост и каков е ефектот од спроведувањето на мерките, Хоџа вели. За сите мерки кои се спроведуваат се подготвува извештај кај се информира Министерството за животна средина, владата и сите други надлежни институции. Да, сме задоволни дека има ефект од мерките и мерките се носат за таа цел, значи да се има ефект и да влијаеме позитивно во целата работа и квалитетот на воздухот да биде подобар. Затоа што Скопје се уште го држи приматот како најзагаден град во Европа во зимските периоди. Да, вие и на почетокот на емисијата на интервјуто кажавте дека во главно сте нов министер, први денови во министерството, така што ние сме во таа фаза на анализирање, разгледување на сите извештаи кои се доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање. Од тие извештаи ќе се повлече и последниот или конечниот заклучок, дали се доволни или евентуално треба да продолжиме да адаптираме со нови мерки кои ќе придонесат. Но оптимист се. Јас сум воглавен оптимист и почист воздух и менаџирање на депониите ќе ми бидат во фокус, бидејќи нема друга алтернатива и нема толеранција за загадувачите. Во разговорот, сепак министерот не соопшти бројки, проценти или други факти. Кога е во прашање решавањето на грењето на домаќинствата, тие и не се потребни бидејќи не е изградена, ниту пак е на повидок да почне да се гради когенеративната централа на газ, која ем ке произведува струја, ем топлинска енергија за парно за домаќинствата. Одговори побаравме од град Скопје. Кои мерки тие ги спроведуваат за справување со аерозагадувањето во однос на домаќинствата, сообраќајот и другите извори на загадување? Од кабинетот на градоначалникот Орце Ѓоргиевски не добивме одговор. На последната седница на Советот на град Скопје, тој кажа дека ги зајакнале инспекциските надзори и глобите, а ќе продолжат, како што рече, и со субвенции за инвертери и фотоволтаици, третман на депониите, зелени коридори и решение за јавниот транспорт. Јасно е дека решенија за загадувањето не се можни преку ноќ, но факт е и дека со години Скопје останува во врвот на листата најзагадени градови.